Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Куманово започнува со теренска активност насловена "Твојата идеја ќе победи", со поставување пунктови за собирање идеи. ВМРО ДПМНЕ заедно со граѓаните на Куманово ќе ја составува програмата на партијата за предстојните локални избори. Почетокот на акцијата денеска од градскиот плоштад го најави потпредседателот на ВМРО ДПМНЕ Општински комитет Куманово Владимир Михајловски. Првите предлози и идеи од кумановци, членовите на ВМРО ДПМНЕ, може да ги слушнат утре на неколку локации во градот. Акцијата ќе трае наредните 10 дена. Каде ќе бидат поставени пунктовите утре вечер од 18 до 20 часот, ќе слушнете од изјавата на потпредседателот Михајловски. Акцијата има символично име "Твојата идеја ќе победи". Идејата е да се слушне гласот на граѓаните, да се слушнат предлози кои ќе бидат конструктивни, кои ќе бидат потребни, а се со цел за подготвување на програмата за локалните избори кои предстојат во нашата општина. Традиционално секогаш сме биле конструктивни и имаме планови и идеи, имаме забелешки нормално. Забележително е дека има и пропусти, и недостатоци, и недоречености, не е реализирано целосно и апсолутно има простор за работа на територија на нашата општина, затоа што сме конструктивни и не сакаме исклучиво сами да одлучуваме, освен начелните идеи кои не водат, чувствуваме неопходна потреба да ги сослушаме нашите граѓани, да ги слушнеме нивните идеи, па затоа од утре среда од 18 до 20 часот на повеќе места на територија на нашата општина, па во следните 10 дена ќе има објавено пунктови каде што дел од представниците ќе бидат присутни и ќе има простор да се детектираат, запишат и евидентираат конструктивните идеи на нашите граѓани. Утре е почетокот, ќе има еден пункт во село Добрашане, во населба Вера Которка ќе има уште еден, во населба Иго Тришкови ќе има 2 пункта, едниот кај Маркета, другиот кај Чешмата и има кај Општата болница Куманово, мислам дека пред маркетите од страна на ургентниот центар. Тие се начелно за утре планирани, а дополнително медиски ќе бидат објавени останатите. Она што е наше согледување е дека има простор за работа. Просторот за работа е од урбанистички, еколошки и понатаму. Не би влегувал целосно во анализа, дотолку повеќе што кажав дека легитимитетот се уште не е официализиран, така да толку би било до сега. Ги повикувам сите граѓани да земат активно учество колку е можно и да дадат своје мислење кое со сигурност би било од корист во овој процес. Овој повеќе дотолку повеќе што секогаш луѓето имаат што да кажат, но добро е тоа да се каже навреме и на право место. Ви благодарам.